Toyota е позната по издржливоста, не само на своите производи, туку и во упорноста на пробивањето на својата филозофија. Кога на пазарот го изфрли Prius, првиот самонапојувачки хибрид, компанијата ја вкалкулира својата загуба само да го пробие производот на пазарот. Повеќе од 15 години Toyota губеше повеќе од $10,000 по произведен Prius со цел да ја истура својата агенда. Од таа приказка излезе како победник и предводник на плејада модели од други марки што ја прифатија оваа технологија. Тоа истото сега го прави на американскиот пазар за Mirai на погон со водородни келии. Toyota нуди попуст од $40,000. Сега возилото што чинеше $67,000 стана малку поскапо од Corolla. Историјата се повторува, овој пат со технологијата на водородни горивни келии. Моделот Mirai го погонува токму оваа технологија, а со цел да ја омасови, Toyota направи еден храбар и извонредно скап потег. Во Соединетите Американски држави јапонците ја понудија Mirai со астрономски попуст. Mirai се нудеше за $67,115, но дилерите на Toyota сега нудат попуст од $40,000, намалувајќи ја цената на нешто повеќе од $27,000, што ефектно ја израмни со Corolla. Најголемата дилема е каде да ја полните багателно набавената Mirai. Понудата важи само во Калифорнија, каде што се наоѓаат повеќето мали станици за полнење водород во Америка, а Shell неодамна објави дека ќе затвори 7 од своите 55 места во државата поради проблеми со снабдувањето. Дали огромните попусти што се нудат за Mirai би биле доволни да се убедат купувачите да ги поднесат потенцијалните логистички проблеми поврзани со полнењето на водороден автомобил? Можеби овој потек ќе ги охрабри останатите дистрибутери на енергија да ја зголемат понудата на течен водород. Повеќе од јасно е дека токму оваа технологија станува високо конкурентна на батериските електрични возила. Тоа се гледа и во омасовувањето на FCV возилата во доставниот сектор. Засега погонот на водородни горивни келии останува реалност во доставните возила на повеќе автомобилски производители, а прашање на време е кога тие ќе бидат омасовени во моделите на Stellantis, Hyundai, BMW и Mercedes. Размената на технологијата може да направи токму оваа технологија да биде водечка еколошка сила во мобилизацијата во следната деценија, доколку се постави правилно равенката на еколошка оправдливост и одржливост и днината припаѓа на овој погон, не на електричниот.